Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И со ова вечерашна емисија на Глас од Македонија се јавуваме во живо, директно преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Денес и во наредните 2 дена, или поточно кажано 3 дена, така наречен Велик ден за починатите. Вчера беше задушница или мртва сабота. Нека почиваат во мир. Денес е и празникот Душанов ден, а вчера беше Свети Елен Костадин. Па сите оние кои ги носат имињата на светците од овие 2 празника, нека им се честити вечни, а ние ќе дадеме прилог за цар Костадин и царица Елена. Исто во вечерашнава наша емисија ќе дадеме од рубриката Профил, ќе го откриеме ликот на хрватскиот професор македонист Горан Калоѓера, а и Блиц вести, за да пак крајните минути бидат со мојот коментар на неделата. Но најпрво со прилогот за цар Константин I Велики и царица Елена. На 28 февруари 274 година е роден царот Константин I Велики во Наисус, денешен Нинеш, син на римскиот воен водач Констанци I Хлор и Елена. Младиот Константин добил воено образование, но се интересирал и за филозофија. Во 293 година римскиот цар Диоклицијан вовел управен состав во Римското царство, нов систем на власта, наречен тетрархија, која се делила помеѓу четворица, каде неговиот татко бил избран еден од четворицата и во согласност со Максими ги поставил како двајца цезари, Галерий на исток и Константин Хлор, таткото на Константин Велики, на запад, така да Хлор бил избран за помлад совладател на империјата со ранг Цезар. Тогаш Константин Велики служил во дворот на Диоклицијан во Никомедија, во денешна Турција, помеѓу градот Цариград и градот Измит. По смртта на татко му во 306 година на неговиот престол застанал Константин I Велики, но интересно е да се каже дека еден од ден околу пладне Константин заедно со војниците виделе на небото некој нишан светол крст и написал со знак дека пишува: со овој знак ќе победиш. А вечерта го сонил Ристос, кој му рекол да направи војнички знак со крст, за да секогаш победува, а крстот да го носи најнапред, пред војниците кога ќе оди во војна. Во 313 година по победата во Рим, Константин Велики забранил да се прогонуваат христијаните, а одобрил да се градат цркви и да се молат во црквите, а тој среде Рим направил споменик крст за да биде на градот заштитен. Христијанската свест била наложена од неговата мајка царица Елена и Константин Велики е првиот христијански цар. Ги ослободил црквите од даноци, помагал и ги распространувал христијаните и христијанството. Во периодот од 324 до 330 година својата престолнина од Рим ја преместил во Византиум, кој тој го изградил и се нарече Цариград, подоцна, а го изградил градот со многу цркви христијански и одбранбени зидини. На 22 мај
337 година починал и бил наследен од неговите тројца синови Константин II, Констанций II и Констанц. Царица пак Елена, која беше родена 250-та година, е исто така важна личност во христијанството поради големото влијание што го имала врз нејзиниот син. Таа, тргнувајќи кон светата земја, изградила многу цркви и основала многу здруженија за помош на сиромашните и бедните. По пристигнувањето во Ерусалим било откриено местото каде што Ристос бил распнат, што цар Константин во неговото владење забрани потоа да не се распнат на крст, туку да бидат на друг начин казнети. Царица Елена, за чудо од трите крстови што биле распнати, Исус и двајцата крадци, таа го открила крстот на Ристос и го однесла во Цариград. Умрела 330 година. Константин и Елена, односно цар Константин I Велики и царица Елена, и двата се прогласени за светци и не само во православната црква, туку и во Римо-католичката. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана на последниот директ на македонската држава како македонска. Јавете се кај мене на 647 780 6549. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја откриваат убавината. Не чекајте, побарајте го Алек Кирков на 365 888 6096. Повторувам, 365 888 6096. Секој еден пак посакува да живее во свој удобен дом. Крис Клашов од фирмата Royal LePage Realty, продавач покрај вас за продавање или купување на куќа. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве поканува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки и слично, на располагање ви стои банкетната сала која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. А сега со емисијата за дружба и веселба. А сега во продолжение, како што реков, да го откриеме ликот на хрватскиот професор, македонист Горан Калоѓера.
южниот дел на Хрватска, на Јадранското море во Далмација, е вгнезден живописниот и туристички град Дубровник, кој се вбројува во еден од најзначајните културни и туристички центри во југоисточна Европа. Овој град, кој се спомнува од неолитското време под името Рагуза, заграден е со високи зидини. Тоа се од 10-11 век и му дава посебен белег на градот, како да е царска палата во која живеат и царевите, витезите, па и слугите. Уште од 11 век Дубровник е познат со своите дубровачки бродови, кои биле препознатливи на Медитеранот, а со тоа самите жители дубровчани познати морепловци и трговци. Дури овде се спомнува и цар Самуил кој дошол да го освои градот за време на крстоносните војни, по падот на Цариград од страна на крстоносците во 1204 година. Дубровник паѓа во рацете на венецијанската власт се до 1358 година, кога Венеција ја користела Далмација со многу производи како кожа, восок, сребро и други метали, но и како своја поморска база на јужниот Јадран. Во 1358 година со Задарскиот договор Венеција била принудена да се откаже од своите имоти во Далмација. За време од 1358 до 1808 година, како Дубровничка република, дубровчани имале атакување од Унгарија и соседните нејзини места. Во 1430 година Дубровничката република, за да има мир, подпишува договор со Османлиската империја, посебно во 1458 година да плаќа данок на султанот секоја година, а тој да гарантира заштита како и трговски привилегии, пловики по Црното море, кое истовремено за османлите Дубровник бил представниште од големо значење во трговијата помеѓу градот Фиренца и турскиот град Бурса. Не случајно Дубровник беше еден од најголемите конкуренти на Венеција во 15-тиот век, па би рекла и 16-тиот век на сите мориња, па дури на Јадранот. Некаде втората половина на 17-тиот век разорен земјотрес го погоди градот, каде загинале околу 3000 души. Куќите, објектите градени во готски стил и со архитектура од Ренесансата биле срушени заедно со црквите и манастирите, освен што останале ѕидините на Дубровник. Како што реков во древниот град во Далмација, Дубровник, во 1951 година се роди Горан Калоѓера, кој средно образование завршува, односно матурира во Корчула, родното место на Марко Поло, морепловец кој отиде дури во Кина по патот на свилата. Своето школување Калоѓера го продолжува на Филозофскиот факултет во Загреб, на групите југословенски јазици и книжевности, дипломирајќи во 1974 година. Овој познат хрватски интелектуалец потоа се запишува на постдипломски студии во Загреб. Неговата професија го носи во друг град на Јадранот, во градот Риека, каде најпрво работи како асистент на катедрата за македонски јазик и книжевност на Педагошкиот факултет, за да по една година, поточно во 1982 година, започнал со предавање и семинари на групата Македонска книжевност и македонски јазик, каде се здобил со звањето магистер на науки на Филозофскиот факултет во Загреб на тема за хрватскиот писател Јосип Егоен Томич, додека пак во 1985 година докторирал на Филозофскиот факултет во Риека на тема македонско-хрватскиот и хрватско-македонско книжевните врски од нивните почетоци, па речиси до крајот на 20-тиот век. Професорот Калоѓера во 1986 година се стекнал со звањето доцент, а потоа како и старешина на факултетот, тоест декан на Филозофскиот факултет во Риека, за да пак потоа биде унапреден како проректор за настава при ректоратот на Универзитетот во Риека. Љубовта кон неговата професија, универзитетскиот професор во 1992 година напишал наставна група Хрватската книжевност во европскиот контекст, во која е
застапена и македонската книжевност. Член е на Хрватското филолошко друштво од Риека, на Матица Хрватска, но и почесен член на Културното друштво Илинден од Риека, како и почесен член на Друштвото на писатели на Македонија. Како книжевник кој има издадено 15 авторски книги со тема македонистика, од кои 2 се преведени на македонски јазик, повеќе од 32 македонистички прилога и над 82 книжевни критики за повеќе автори. Интересно е да се каже за овој хрватски професор, славист и македонист, кој беше по македонистика и кроатистика, голем ентузијаст, интензивно се занимавал со проучувањето на хрватско-македонските книжевни допири, ориентирајќи се потоа на 19. век и книжевноста помеѓу двете светски војни. Многу го интересирало за браќата Миладиновци, Рајко Жензифов, Кузман Шапкарев и Григор Приличев, а посебно Кочо Рацин. Може би велешанецот Рајко Жензифов за професорот Горан Калогера бил интересен по мистификацијата на босанско-хрватскиот Стјепан Вјерковиќ, собирач на македонскиот фолклор, етнограф, нумизматика, археологија, или просто кажано, одел во Македонија и собирал приказни, песни, поговорки, гатанки и така натаму. Собирал народни умотворби низ Македонија, а беше роден во почетокот на 19. век. А знаеме дека еден од најзначајните собирачи, публикатори и афирматори на македонските народни умотворби, еден од првите македонски учебникари, кој беше роден во 1834 година во Охрид, е Кузман Шапкарев, исто како и со Григор Приличев, кој беше роден во Охрид 1830 година, или Марко Цепенко, роден 1829 година во Прилеп, или пак браќата Миладиновци, Димитар, роден 1810, а Константин 1830 година во Струга, исто така покрај песните што ги пишува беа и собирачи на македонските народни умотворби. Но во 1861 година во Загреб Константин Миладинов го издава зборникот на македонски народни умотворби. Тука е и Коста Солев Рацин од Велес, или како што го знаеме Кочо Рацин, роден 1908 година, интересен за професорот Калогера, а тоа е Рациновиот престој во Хрватска. Може би сето претходно кажано го мотивира хрватскиот книжевник Калогера да се оддаде на македонистиката.
mesečko, grob Isus vila viješe, veterčok tiho nadneja, drobna i taga reše. Zašto ostana košula nedotkajena? Zašto ostana košula nedotkajena? Košula beše darovna, košula beše darovna. Овде морам да кажам дека Горан Калогера со своето знаење и искуство, неговата професионалност најпрво за неговата хрватска, поготово Далмација, далматинскиот идентитет, а исто така и македонскиот, на познавање на културата, историјата во целина, стилски, талентиран, всушност е и голем допринос за Македонија. Посебно што тој со ова, према мене, макотрпна работа во многуте истражувања каде човек треба да се фокусира врз многуте документации, а за Калогера тоа беше голема љубов. Во овој контекст ќе се задржам на неговата издадена книга, монографијата Живот со лаписот. Прашањето му е дали во содржината се символизира овде лаписот или каменот на филозофија и мудроста, или како реткиот камен и многу драгоцен камен, минералот лапис лазули, символично на метафоричен начин е представено било за него лично или можеби за самата Далмација или цела Хрватска, зашто професорот Горан Калогера навистина има богато искуство во неговиот живот, односно кариера. Посебно неговиот голем интелект. За Горан Калогера има многу нешта да се кажува. Голем поборник е за македонството, иако реков е хрват по род, но на неправди врз Македонија и македонскиот народ, историја, јазик, веднаш реагира, реплицира, как што изминативе 30 на години грците и бугарите што шират разни лажни пропаганди, лажна историја, а овој наш пријател македонист, професор, познавајќи ја доволно македонската историја, без влакно на јазикот, веднаш им се спротиставува, што за жал за Македонија голема е катастрофа што нашите предавници, како што се Заев, Ковачевски, а поточно да речам и целата актуелна влада, кои без осет, без жал, без грев, просто како да излегле од инкубатор, продаваат се, пустошат се што е македонско. Меѓутоа имаме и вистински пријатели низ светот, како што е нашиот драг Горан Калогера, иако на сите ни е познато дека од секогаш македонците и хрватите негуваат пријателски односи. Дека е тоа така, ќе спомнеме и други двајца хрватски македонисти. Дарко Гашпарович, кој беше роден некаде во текот на Втората светска војна во Загреб, хрватски драматург, книжевник, но и еден од најголемите проучувачи и истражувачи на македонската култура и уметност, а исто така и Ватрослав Јагич, хрват, роден во првата половина на 19. век, кој многу го интересирале словенските текстови, македонскиот јазик, каде во еден австријски весник јавно тоа го кажал. Ватрослав Јагич многу инаку бил професор на Крсте Петков Мисирков, која напиша за македонските работи. Орелски крилја, как да си метнех и в наши страни да си прелетнех, на наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам Стамбул, Кукуш да видам дали
ugrebjat mračno, kako i vamo, ugrebjat mračno, kako i vamo. Ako kak ovde sunce me stretit, ako pak mračno sunce to svetit, na put dalečni ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam, i v drugi strni ke si pobegnam. Kada sunce to svetlo ugrevjat, kada nebe to zvesti posevjat, kada nebe to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak mokriva i temna mgla zemlja pokriva, mrazom i snegoj i pepelnici, silni vetri števi ulici, okolo mgli i mrazoj zemlji, a v grdi studoj i misli temni. Ne, ja ne možem odsedam. Ne, ja ne možem mrazovi da gledam. Dajte mi krilja, ja da si letnam, i v naši strni da si preletnam, na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid struka, da vidam Ohrid struka, da vidam. Tamo po srce v kaval da sviram, srce da zajdvit, ja da umiram, srce da zajdvit, ja da umiram. Инаку, професорот Горан Калоѓера е почесен член на МАНУ и поранешен почесен македонски конзул во Хрватска. Среќно живее со својата сопруга Бранка Калоѓера, која е исто така универзитетски професор по англиски, а има ќерка Мија, исто така универзитетски професор, но во Англија. Овој наш голем пријател на Македонија и македонскиот народ, професорот македонист Горан Калоѓера, роден во Дубровник, потоа живееше на островот Корчула, за да денес, како што реков предходно, со сопругата го живее пензионерскиот живот во градот Риека на Јадранот. Тој и во неговите пензионерски години е активен на многу настани што се случуваат во Хрватска, а и поврзани со македонството. Историјата на Македонија, за борците и линденци, партизани, за македонските поети, писатели, за македонските кралеви и цареви од античко време па наваму, Калоѓера, како во една златна кутија, има спаковано за доколку некој, како што се грците и бугарите кажат лажно, погрешно, тој со неговото оружје, пишаниот збор и знаење удира во срцето на лагата за оние луѓе кои пак си ја сакат својата професија, а не како некои наши професори, историчари, лингвисти, дури и академци, заради личен интерес си ја погазуваат својата диплома, која треба да ја фрлат в ѓубре, зашто тие не ја заслужиле или можеби самите тие треба да се стават во карантин, бидејќи многу смрдат за ова професија, како што професорот Горан Калоѓера и за личности како него кои ја барат правдата. Не само затоа што
и се пријатели на Македонија. Кон таквите личности Македонија и македонскиот народ треба секогаш да им оддава голема почит и благодарност, зашто и однадвор луѓе кои го бранат во случајов како што е Горан Калоѓера. Пред да одиме со самиот наш крај, да одиме со една песна напишана од Рајко Жинзифов, а песната се вика Близ реката Вардар низ. Близ реката Вардар има планина. При неја полјана, широка она, а в таа полјана кичеста трава, да продумат готова живи слова. Таму, о мила, во шума, во гора, при ветер прохладен, во глабока зора, радосно слави си ја разбудват од сон и сладко и мило песни пејтон. И таму наутро ветер веј чист, и кротко нишат на дрвета лист. Там радосно пасит елен виторок, там радосно играт кошут брзоног. Там распршнал си гранит јавор висок, он полноцветен, гастолисти широк, и тој јавор сготвил нам шатор сенлив. Под него ја седам нажален, салзлив. Таму, ти мила, дојди при тој си рај, при мене седни и целувка ми дај, с поглед умилен на мене погледни, горки ми салзи и тага изгони. И благодарејќи му со целата моја душа и срце на професорот Калоѓера, би завршила со зборовите од книгата на српскиот писател Лазар Лазаревич "Сето тоа народот ќе го позлати". Jasne
Тоа беше профилот за хрватскиот професор, македонист Горан Калогера, кој е еден од дубровачките чеда, би рекла, на самиот град Дубровник, кој во почетокот на 19. век потпаѓа под француска власт со Наполеон, а после тоа австро-унгарската власт, која беше од 1867 година се до Првата светска војна. Инаку на многуте тврдини што ги има Дубровник, вклесан е споменик на светецот Свети Влах, кој е заштитник на самиот град. Но да одиме со следните пораки. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците, единствен оркестар со нивната автентична жива музика во нашата околина. За банкети, фамилиарни слави, концерти, свадби, родендени и слично, побарајте го Крис Клашов на телефон 905 520 1474. Оркестарот Децата од Буф, лек за вашата душа и расположение. Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто е еден од торонтските украси на градот. Во неа на располагање ви стојат трите реномирани сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби и македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А ние да одиме со мојот коментар на неделата. Од овонеделните вести очигледно е дека албанските партии во Република Македонија на чело со терористите Џафери, Ахмети, Груби и други, просто речено им ги врза рацете и нозите на шпионите од македонски род што се во владата. Така да овие од родот Геги со татарско-турски корен, а дојдени како војници со османлите од Каспиското море што е на картата на Птоломеј, од таа Албанија, како денешните војници од другите држави на НАТО, а тогаш османлиите, зашто тоските албанци се од словенски корен, наш народ порано христијани. Така да овие потомци Геги и во 20. век наречени албанци кои се дошлаци во Македонија, просто како да се од камено доба со нивниот менталитет. Илегалниот терористички председател на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го прекршува Уставот на Република Македонија за да донесе нови закони и да ги вметне измислените бугари во Република Македонија во Уставот, иако на последните избори на Бугарија пред околу 2 месеца се појавија само 126 така наречени бугари во Република Македонија. А за кои бугари зборуваме? Кога вистинските бугари со кои Аспарух, како бандата на Алибабе 40 разбойници во шалвари и со знаме на коинска опашка во 683 година дојдаа на територијата на Македонија, што Германија, Англија во 1878 година ја креираа државата Бугарија, иако тогаш Јустинијан II му направи така наречена Дунавска држава, кај Бургас, Црноморе, Кавказ, кој ги користеше во одбрана на непријателот, тие сега ми се прават староседелци, односно ми изигруваат на туѓо буниште петлиште. Исто како и грците, кои Германија ја креира Грција во 1830 година со 16 годишниот ото од Баварија и знамето што го имаат и денес баварското, каде цели 10 години таму зборува на германски, а вистинските, да ги наречам грци према античкиот Страбо, дојде од Африка, исто како и бугарите, група од некаде 500 до 1000 души облечени во бели мантии или фустани, како денешните муслимани и арапи што одат во џамиите. И како што пишува Страбо, биле ниски, со кадрави коси и потемен тем на кожата. Зарем сите овие ѓаволски дивјаци ќе уништуваат се што е македонско? Бугарите кои јазикот најновиот би рекла, зашто неколку пати го сменија и правописот и граматиката, а јазикот го зедоа од охридско-струшкиот говор, или грците кои зедоа од македонската азбука, а не Кирил и Методи да позајмија од нивната азбука, зашто старото македонско писмо, кое и на многу камени плочи, како розета камен на кожи и слично, дури и во Фиренца.
Така да, за да се направи една азбука, и порано реков, потребни се најмалку 50 години, а знаеме дека Кирил беше роден 826, а Методий 815 година. А Божем према Нордиско-германскиот институт на нашите душмани во 1853 година, се што беше македонско заменија со сосема друго име, дури и македонското писмо го нарекоа кирилица. А зошто нема цезарица, туку е латиница, кога писмото е именувано на некоја си личност? Повеќе од јасно е дека Германија, како и денес, сака да уништи се што е македонско, затоа го оставија отворено прашањето на Букурешкиот договор во 1913 година, кога ја поделија Македонија, Бугарија, Србија, Албанија, зада Франција, Германија и Русија, кога тогаш беше Романов од Русија, кој е од германско потекло, исто како и англичаните, а не беше наш корен. Некој вели Македонија се вика за да трга маки, други пак викат од маки и реката Дон, но мислам дека третово што ќе го кажам има логика. Од синовите на богот Зевс, односно богот Живот, синовите Магнет и Македон, по името на Македон ја нарече земјата Македонија, кој исто така и неговата ќерка принцезата ја нарече Европа. Денес гледате дека грците кои ни зедоа се што е античко, а за која лажна историја е крива Германија, како и историчари евреи во Соединетите Американски држави, кои во 1972 година направија се грчко што денес отворено кажуваат дека сгрешиле тоа што го напишале. Исто како што реков и со писмото македонско, кое од западот е така наречена глаголица или црковно писмо или старословенско писмо, иако знаеме дека така наречените грци што ги прават антички, пишувале со рески како алфа, бета, гама, делта, кои се символите им означувале куќа, крава и така натаму, и имале како и кинезите на 40.000 знаци, а јазикот на тие грци бил многу сиромашен, само за секојдневна комуникација. За ваша информација да кажам дека 800-та година, кога го кронисувале францускиот крал Карло Велики или Шарлмајн, кога го кронисувал папата Луи III, ја позаимил Библијата од Цариград, а знаете дека Македонија се простираше до Анадолија, како што Македонското царство во Сирија беше 950 години, а во Египет 450 години. Така да цели 1000 години во Франција се служија со македонските обичаи. Константин, кој беше роден во близина на Ниш, што после 1945 година стана град на Србија, беше цар на Македонија, се до последниот Константин Дејанов Драгаш, кој му го предаде клучот за да ја отворат вратата и низ Истанбул влезат во Македонија, а тогаш Цариград, влезат османлиите, кои према мене не можат да заборават загуба на Персија и Дарие од страна на Александар Македонски, па како што во нив е крв за крв. Се јавија османлиите за освета, а гегите од државата тогашна Албанија на Касписко море им се придружија на османлиите, но пред да одам на темата за Македонската православна црква, да спомнам дека двајца од Лерин во 1823 година од Лерин отидоа во Франција и да ја креираат грчката азбука, составена од 24 букви, а не како македонската од 31 буква, порано 43. Само да додадам, ако Цариград не беше македонски, зошто Константин Миладинов пише на наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Што сакам со ова да кажам, дека и таму се простираше Македонија. Сето ова што го изложив пред вас е документирано од историчари, исто така германски, француски, англиски историчари во нивните книги, но пред да ја креираат ново компонираната држава во 19. век Грција, како и Бугарија 1878, Србија со Белградскиот пашалок 1815, каде лидер им беше трговецот на свињи Караѓорđe Петровиќ, а Албанија во 20. век, официјално 1920 година. И уште нешто, во Вебстерс енциклопедијата на индоевропските јазици пишува: македонскиот јазик е мајчин јазик кој се зборува во старо, средно и денешно време, односно во античко време, на жителите од тоа место. Меѓутоа потоа пишува: словенски или славјански јазик, тоа е јазикот што луѓето што живееле во околината на Солун го зборувале. А кој го зборува тој јазик? На табелата е:
македонците, србите, хрватите, словенците, црногорците, Босна и Херцеговина, бугарите, пољаците, чесите, словаците, русите, украинците, белорусите, односно над 550 милиони, како што пишат Словени, што значи коренот на овие словенски јазици е македонскиот јазик. Албанскиот во старо, средно и денешно време го зборуваат во Албанија и Јужна Италија. Грчкиот јазик во старо, средно и денешно време во Грција и Источен Медитеран. Ако грците, бугарите па и албанците се стар народ, каде отидоа луѓето? На некоја друга планета? Зошто се во ова го образложив? Со ова сакам да кажам дека историјата на древна Македонија со се името ни ја зеде Грција, средновековието ни го зеде со илинденците Бугарија, Албанија сака да грабне од ова последно парче на Република Македонија, што значи остана само Македонската православна црква, единствен бранител на македонската државност, единствен столб на Македонија, што грците преку некои наши предавници и шпиони владици, како што е Струмичкиот Наум и Бигорскиот Партени, и овој столб сака да го уништат, за да потоа бидеме најмладото бебе на Охридската архиепископија, како што го даде така наречениот Томос Цариградскиот Вартоломеј, со така наречено признавање православна црква на Северна Македонија, Охридска архиепископија. Иако во 535 година македонецот, а не византиецот Јустинијан Прима, кој беше роден во Таор 3 километри од Скопје, а Германија, втората македонска империја, само да не биде Македонија, на тој нордиско-германски институт ја преименува во Византија по старото име Византиум на градот Цариград, престолнината на сите македонски цареви на Македонија, каде кажува дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијанова е мајката на сите православни цркви, вклучувајќи ги и грчката и бугарската. Затоа, мој македонски народе, потребен е вашиот подпис, драги мои македонци, да не дозволиме грците и црквата македонска да ни ја земат, да не дозволиме да самите себе си ставиме автогол. Собрани се околу 90.000 подписи, но продолжуваме со собирање уште. Грците со нивниот Цариградски Вартоломеј веќе видоа колку е сатот, зашто со вашите подписи на декларацијата која е против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, ние македонците ќе докажеме со ова наше оружје Македонска православна црква, а тоа е документот од Јустинијан Прима, за да сакал некој или не, ќе ги поништиме сите договори, закони, сите бакрачи што ова ненародна власт ги направи. Преспанскиот договор, бугарскиот, тиранската платформа и така натаму. Ние македонците нема да застанеме сега. Тргнавме по трнливиот пат со многу препреки и назад враќање нема. Помина многу, па до март месец 2024 година остана уште малку, кога ќе има и парламентарни избори. Но пред самиот крај, од се ова што го кажувам, би сакала да речам, вие сте златниот клjuč со вашиот подпис на декларација, со кој ќе отворите вратата на вистината за победа врз неправдите за Македонија. Сите имаме своја биолошка мајка, една и единствена мајка, и на нашите мајки и на нас е Македонија. Затоа пак, декларацијата го чека вашиот подпис. Zemljo Makedonska, uvažavam te. Zemljo Makedonska, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo Tursko-Romska, Makedonijo, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo Tursko-Romska,
И тоа беше се за вечерва, почитувани слушатели. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание. Слушајте на идната недела од 6 часот на вечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на радиопрограмата Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Zemljo makedonska, uvažavam te. Zemljo makedonska, pozdravljavam te. Zemljo makedonska, zemljo tursko-romska Makedonijo,